СДСМ и ВМРО ДПМН денес си делеа удари на тема предлог законските измени за Министерството за внатрешни работи. ВМРО ДПМН пак преку соопштение изнесоа дека маските на СДС и ДУИ паднаа со поддршката за Љупчо Коцевски. Во пресред на закажаниот состанок на Советот за безбедност, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со голема загриженост се обраќаме до председателката Гордана Селјановска-Давкова со барање и апел да не ги подпишува указите за законите за полиција и внатрешни работи. Ова од причина што власта со неверојатна лежерност протурка скандалозни и опасни измени кои го укинуваат професионализмот во полицијата и неа ја претвараат во партиски инструмент на принуда или ја претвараат во милиција која ќе биде под директна команда на министерот за внатрешни работи. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ повторно заедно, иако во одредени моменти се обидуваа да глумат раскарани, тие всушност биле во постојана комуникација и координација. Тоа се види и пред неколку дена во Македонското собрание, кога паднаа маските, а СДС и ДУИ здружно застанаа зад Љупчо Коцевски. Да, тоа е истиот оној Коцевски, главен јавен обвинител, од кого СДС и ДУИ наводно не беа задоволни. Зашто испратија голем број соопштенија, одржаа пресконференција во кои искажуваа незадоволство од водењето истраги, обвинуваа за селективност, посебно за истрагата за случајот Кочани. И кога дојде ред во собранието да му се изгласа недоверба на Коцевски, социјалдемократите и ДУИ му пуштија гума за спасување. Стои во соопштението на партијата.